Да, нова тема. Нова тема која што е подеднакво актуелна и за која што треба да говориме гласно, бидејќи постојано зборуваме колку природни убавини имаме, но за да ги имаме и во годините кои што следуваат, мора апсолутно истите да ги чуваме. Во еколошкиот инцидент во Крива Паланка и опасноста од загадување на водата во Крива река, алармот се вклучи за уште неколку градови во земјата, а екологистите стравуваат од енормно загадување на водите и животната средина. Токму затоа еден цел блок во утринската ќе го посветиме на анализа на состојбите со реките во Македонија. Тоа утро го правиме со нашиот гостин во студиото Ѓорги Митревски од Екосвест, но и ќе имаме и линковски вклучување на оваа тема од Штипи и од Велес. Ѓорги, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро. Долги години сте во приказната, па што вели искуството и информациите од терен? Каква ни е состојбата со реките во државава? Кога имаме пластични шишиња што пловат, знаеме. Но, што се случува друго? Состојбата со реките е алармантна. Најнапред, уште еднаш благодарам на поканата. Да, состојбата е алармантна. Граѓаните реагираат само тогаш кога ќе имаме нешто што е видливо, како што кажавте, пластични шишиња, но реките се нападнати од различни страни и притисоците врз реките се континуирани сите овие децении наназад. Тука не станува збор само за загадување на реките, и самото загадување може односно е од различни извори, потоа имаме градба на структури на реките, изградба на мали хидроцентрали, така натаму. Значи проблемите кои се однесуваат на реките се бројни во државата. Што е тоа што ние не го гледаме, а ги загадува реките? Ваня ги спомна шишињата, мебел од шишињата се само дел од отпадуците кои секојдневно може да ги видиме, но што наше толку не забележува, а загадува? Индустриското загадување. Реките се исто така загадани од индустријата која што испушта непрочистени води во реките. Сточарството исто така ги загадува, сточарските практики, земјоделието, пестицидите и сите други средства кои се третираат, кои се користат за третирање на земјоделските култури, исто така преку подземните води ги загадуваат реките. Така да загадувањата не се само оние кои што можеме да ги видиме со око. Да. Велите граѓаните реагираат. Јас се сеќавам пред многу години кога после подолго време видовме шишиња низ Вардар како помина низ центарот на Скопје, бевме во шок. Реагиравме многу. Се повтори тоа уште еднаш, трет пат, четврти пат и некако после секое повторување веќе тоа и не се добива впечаток дека не се дискутира премногу во јавноста за тоа. Каков е вашиот впечаток? Знаете, Скопје, да напоменам, нема колекторски систем. Тоа значи отпадните води од домаќинствата, од целиот град, практично непрочистени се испуштаат во реката Вардар. Тоа е доволен аргумент, нема потреба да зборуваме понатаму за пластични шишиња или некои други загадувања кои што се можеби и од поминорна природа во однос на ова. Темата да отвориме денеска не поттикна случувањата со Крива Паланка и загадувањето на Крива река, што генерално ги дигна инспекторите од Инспекторатот за животна средина на АНОЗ. Потоа пристигна информацијата од Куманово, но ќе се задржиме еве на моментот, ќе имаме изјавата од Инспекторатот за животна средина во однос на сите анализи кои што беа направени изминативе денови. Ја следите состојбата, предпоставувам. Крива река е нешто што е навистина апсолутна убавина на тој регион. Нешто што за да го имаат генерациите по нас мораме да го задржиме. Каков е впечатокот? Се трудиме ли да го задржиме она што го имаме, Ѓорги? Впечатокот не се трудиме да го задржиме она што го имаме. Барем во домен на реките, реките се изложени на голем број притисоци. Не гледаме некој значајно позитивно поместување во насока на решавање на проблемите. Ја слушаме изјавата на Ивана Гиновска, директорка на Инспекторатот за животна средина, да видиме што покажуваат анализите од Крива река. Дали ја имаме подготвено изјавата? Ивана Гиновска ќе ја слушнеме, директорката на Инспекторатот за животна средина со последните анализи од мустрите земени во Крива река.
Добро, додека ја подготвиме изјавата, ќе продолжиме, Ѓурки, со разговорот. Токму заштитата на реките беше во фокусот на конференцијата, трета поречинам, коригирајте ме ако грешам, за заштита на реките во југоисточна Европа. Се одржа изминативе неколку денови, учествуваа представници на многу граѓански организации, локални заедници, академската заедница. Што беше заклучокот од разменитите искуства? Што е клучно за заштитата на реките во Македонија? Така, ова беше трета меѓународна конференција за заштита на реките. Беа присутни голем број организации, како државни институции, значи представници на министерства, други државни институции од регионот, не само кај нас, потоа граѓански организации кои што делуваат во домен на заштита на реките, фокусирано делуваат во домен на заштита на реките, исто така представници на локалните заедници, поготово на оние реки каде што се изложени на различни притисоци, и меѓународната донаторска исто така заедница која што е присутна во регионот и кај нас и ги поддржува напорите за заштита на реките. Повеќе теми се дискутира, односно се дискутира сите клучни теми, од иновативни пристапи или решенија за заштита на реките, потоа различни интегрирани политики за заштита на реките, начини на финансирање и така натаму. Клучно на оваа конференција беше тоа што споделивме искуства со колегите од регионот, првенствено ќе кажам, и пошироко, но со колегите од регионот, затоа што токму тие искуства се за нас вредни и можеби применливи за нашата земја. Повеќе проблеми има кои што ги нотиравме во домен на заштита на реките во нашата земја. Прв еден од најгорливите проблеми е заштитата на реките од понатамошната изградба на малите хидроцентрали. Во држава оперираат повеќе од 98, околу 100 мали хидроцентрали. Знаеме дека 1/3 од нив се изградени во заштитени подрачја и национални паркови вклучително, дека малите хидроцентрали се градат зад очите на јавноста, во високи планински долини и така натаму. Штетата која што, да се надоврзам на претходниот разговор, штетата која што тие прават врз реките и речните екосистеми не е видлива за граѓаните и токму наша задача е да ја направиме видлива. Потоа имаме недостатоци и во управување со реките, генерално од недостаток на јасни политики за управување и недостаток на јасни ингеренции за различните институции кои што би биле задолжени, вклучително еве како што дискутиравме инспекторатот. Во нашата земја моментално има само 2 водостопански инспектори, а проблемите и прашањата се бројни, така да присуството на терен и следење на состојбата е практично, односно технички гледано е невозможно, така да проблемите може само да се мултиплицираат доколку немаме решенија во овој домен. Го бараме решението, а еве ја изјавата ја најдовме на Ивана Гиновска, директор на Државниот инспекторат за животна средина. Кои се најновите информации од таму во однос пред се на Крива река? Во Крива Паланка сите резултати кои ги имаме добиено како инспекторат се дадени во обвинителството и оттаму имаат ангажирано стручни лица кои ги толкуваат и кои ги дават свое мислење. Исто така има стручно надворешно лице ангажирано од страна компанијата Булмак. Тоа се задолжени од наша страна за да се направи вештачењето на почвата, водата, на живиот свет и околината на Крива река. Кога ќе го добиеме вештачењето, ќе знаеме во колкава мера и дали има загадување. Во Куманово, во координација државниот со локалните инспектори, земени се мостри. Веќе неколку дена нема истекување на црвена течност во реката, најверојатно затоа што инспекциите почесто се таму, па некој веќе забележал дека тако нешто се случува. Инаку земена е мостра баш кога имало истекување на црвена течност во реката од цевка која се влева во реката. Инспекторите прават предистражни мерки за да видат од каде доаѓа цевката која се влева во реката.
Ивана Гиновска, директор на Државниот инспекторат за животна средина. Во текот на денов само да најавиме дека се очекуваат и информациите за состојбата со Кумановска река. Ѓорги, пред чинам 2 години поведовте иницијатива за заштита, односно прогласување на заштитено подрачје во општина Демиркапија, на долниот тек на Вардар, дел од Демиркаписката клисура и 5 планински притоки. Во тек е изработка на стратегија за валоризација на вредностите и прогласување на заштитено подрачје. Оно што ме интересира, кои ќе бидат бенефитите од прогласувањето на заштитено подрачје и можеме ли да речеме да го прошириме и на други региони од државава? Да, пред 2 години поведовме ова иницијатива за заштита на долното течение на реката Вардар и незините притоки на територијата на општина Демиркапија, поведени од ова и до сегаш од состојбите кои што се случуваат, и вие можете да забележите како и медиумите што следат, ние цело време изминативе многу години само нотираме проблеми кои што се однесуваат на реките и нашите напори најчесто биле насочени кон решавање на проблемите кои се однесуваат на реките. Сега сакавме да поведеме еден малку поинаков пристап, односно да поведеме она што ние го викаме една позитивна кампања, односно да заштитиме реки, односно сливот, еве во конкретниот случај на долното течение на реката Вардар, пред да се појават проблеми и напади врз реката од секаков карактер. Ова иницијатива ја спроведуваме во соработка со локалните заедници таму, во соработка со општината, со Советот на општината, затоа што Советот на општината е оној кој што ќе ја поднесе иницијативата формално до Министерството за животна средина и просторно планирање. Целта овде беше да се вклучат сите локални чинители од самиот почеток на иницијативата и тоа практично ни дава еден контекст да го одговорам вашето прашање кои ќе бидат бенефитите од прогласувањето на заштитено подрачје. Ние имаме примери во нашата држава каде што актуелните постоечки заштитени подрачја, не само националните паркови, туку и заштитени подрачја од друг вид, има управата на заштитените подрачја често има несоодветна или можеме да кажеме не секогаш конструктивна соработка со локалните заедници кои што живеат на територија на заштитеното подрачје. Во случајот со Демиркапија, ние сакавме да имаме еден поинаков пристап и локалните заедници, не само институции во смисла на општината, Советот на општината и другите локални институции, туку и самите граѓани, бизнис заедницата, организациите кои што постојат на теренот, граѓански организации и сите други организации беа вклучени во самото дизајнирање на самата иницијатива и на тој начин се погриживме да сите бидат вклучени, односно да сите имаат собственост, да кажеме, врз процесот. Кои се предностите кои што локалната заедница ги гледа во Демиркапија? Првенствено е секако заштитата на реките, односно на животната средина на територијата на Демиркапија. Демиркапици се навистина, како ретко во Македонија, свесни за вредностите на животната, на природата и на средината во која што живеат и мислам дека се доволно спремни да учествуваат во целиот процес на заштита. Второ што треба да напоменам е економскиот развој на општината во контекст на заштитеното подрачје. Општина Демиркапија е една од помалку економски развиените општини во нашата држава и заштитата на подрачјето може само да донесе зголемен број на посетители, зголемен број на туристи, кои што ги поврзуваме со можностите во Демиркапија, како што е алпинистичко искачување, хајкинг и сите други активности, поготово и активности на реките, како што се кајакарење и така натаму. Сега Велес се град на 3 реки, Вардар, Бабуна и Тополка, тука и акумулацијата езеро Младост. Бидејќи не беше одамна, се уште ни се свежи сеќавањата дека минатата година, минатото лето, кога беа најпотребни во сезоната, сите тие беа забранети за користење поради загаденост. Колегата Петар Печков ја продолжува оваа тема во линковското вклучување од Велес. Петар?
Велес се изобилува со водени текови во околината Вардар низ градот, Бабоне и Тополка тука непосредно до градот, кои што се и рекреативни центри, или Беа, потоа езерото Младост, кој што исто така беше рекреативен центар, но лани имавме ескалација на состојбата. Сите овие 4 површини беа во текот на летото, кога требат за рекреација, за освежување, беа неупотребливи затоа што беа загадени. На оваа тема за загадувањето на реките и на водите, ќе разговарам со Стефче Дечев, екоактивист од фондацијата Импакт. Стефче, имавме лани многу лоша година. На што се должи тоа? Не само минатата година, оваа година се надоврзува со нефункционалноста, пред се би рекол, на институциите во поглед на заштита на водните ресурси и едноставно нашата свест како да имаме резервна планета, резервен град, нели резервна држава, како да остануваме инертни, незаинтересирани, водата која што секојдневно ја конзумираме и минатиот пат споменавме како да чекаме, како да сакаме да дојде од држава со питка вода, да станеме држава која што ќе има само техничка вода и ќе мораме да користиме вода во шишиња, што се вели. До тој степен покажуваме инертност и на институциите, општо и на граѓаните, незаинтересираност да нешто конкретно преземеме и нашата свест пред се лично како граѓани да бараме водата да се заштити, да стане дури уставна категорија на заштита на водата, затоа што секојдневно ја конзумираме, а од држава, повторно ќе речем, со питка вода, доаѓаме ресурсите до степен да си ги загадуваме секојдневно. Гледаме дека се намножуваат тие случаи, не само во Велес, ги имаме Крива Паланка, Куманово, Струмица, овие последниве недели, нели, кај што ситуациите се исто така алармантни. Дали казните, фирмите се казнуваат, ама очигледно не дава тоа резултат. Како би можело да се подигне уште повеќе оваа состојба да не биде секојдневие? Па видите, мојата изјава ќе биде дури радикална со поглед на тоа што Инспекторатот за животна средина дојде да биде наместо да има поголема независност во поглед на казнувањето и во проверката на загадувачите и санкционирањето нивно, дојде до степен повторно да биде во склоп на министерство. Ние знаеме дека кај на ситуацијата системот е политички поставен и контролата на сето тоа, така да како да не ни одговара тие институции да функционираат независно. Значи, под политичка контрола повторно оние што загадуваат ќе се казнат можеби кога тоа ќе им одговара на одредена политичка елита. А во другиот дел можеби ќе ја избегнат таа казна. И ја од тука ловам еден голем проблем. Значи, пред неколку години нас ни се запали случајно Инспекторатот за животна средина, така, докаде е степенот на информации, прашање, така, се запали целата документација. Потоа, наместо тоа да профункционира со личности кои што беа признати од целата светска јавност и меѓународните институции и амбасадите кај нас, дека конечно го разработија до степен да биде функционална таа институција, повторно гледаме дека имаме уназадување. Значи, ние немаме инспекторати ниту на локално ниво, ниту на државно доволно, а на локално немаме воопшто, што се вели инспекторати за животна средина, кои што би биле активни на терен. Вода конзумираме секој ден и параметрите на питка вода треба секој ден да ги знаеме. А ние имаме 2 инспектора кои што се посебно за вода на ниво на Македонија, кои што каде попрво би стигнале. Затоа велам дека во секоја општина, во секој регион треба да има пред се инспекторати кои што активно на терен веднаш би излегле. Не би чекале матната што се вели да ги однесе загадувањата со низе вода, туку едноставно тие инспектори да бидат спремни на терен да измерат кои се параметрите на загадувањето, а не како што е ситуацијата во Крива Паланка, да гледаме нели кој е во право. Велес треба да добие, се зборува веќе неколку години назад, колекторски систем и пречистителна станица. Информациите кои што се добиваат од Министерството за животна средина, која што треба да го реализира, се дека тапка во место по стапката, се некоја година чека следна. Имате информации нешто за ова? Видите, како и во многу ситуации, повторно би рекол, оваа ситуација е само на хартија.
реализацијата и имплементацијата изостанува, што е погубна варијанта. Вардарското сливно подрачје е регулирано и посебна институција се грижи за Вардарското сливно подрачје, како Охрид, како Црни Дрим, но едноставно нивната имплементација изостанува и гледаме дека Вардар продолжува да биде река со пета категорија во многу делови од низиниот тек, едноставно како да нема интерес сето тоа да се имплементира. Ако на Атласот, што е за водни ресурси во Македонија, проверите, многу од тие, како се вели, дозволи за раководење и испуштање на вода се едноставно во завршна фаза, кои што треба да бидат повторно наново добиени дозволите, така издадени, или имаат многу малку субјекти дозволи за испуштање или користење на водните ресурси. Значи, како и многу други ситуации, така да и овој проект за колекторскиот систем сметам дека изостанува. Немам конкретни информации зошто сето тоа стагнира, но како да не постои интерес на институциите. Јас, Стефче, ти благодарам што беше гостин. Во очекување некои подобри вести, повторно ќе ве поканиме да бидете гостин на Македонска телевизија. Ви благодарам за континуираниот интерес што отвараме многу жешки теми. Еве апел да навистина се загрижиме дека воздухот, водата посебно се нешто кое што секојдневно го конзумираме и ни се потребни радикални чекори веднаш. Алармантна е состојбата и немаме време за чекање повеќе. Јас те благодарам уште еднаш. Тоа беше Стефче Дечев, екоактивист од Фондацијата Импакт. Зборувавме за загадените води во Велешко, кои што изминатиот период беа евидентирани. Да, Петар, благодариме. Се враќаме ние на разговорот во студиото. Ѓорги, пред малку пред ова линковско вклучување одговоривме на прашањето за заштитена зона да се заштити Вардар околу Демир Капија. Сега логички го поставив прашањето, а што правиме од Вруток до Демир Капија? Од Вруток до Демир Капија има многу нешто да се прави. Но дали во Демир Капија би било корисно само ако таму успееме да ги заштитиме водите на Вардар? Тоа ми беше прашање. Да, загаденоста на Вардар и притисоците од различен карактер кои што Вардар ги доживува се намалуваат некаде пред Демир Капија и од Демир Капија во долниот тек Вардар има се помалку притисоци, водата веќе почува да се пречистува, имаме голем број планински недопрени реки и рекички кои што бризгуваат свежа вода, претходното загадување полека се пречистува и не знам дали знаете, но од другата страна на границата во соседна Грција Вардар е заштитено подрачје, односно она што во Грција го нарекуваат Делта Аксиос. Аксиос е античкото име на Вардар, значи делтата на реката Вардар е заштитено подрачје, Натура 2000 подрачје, тоа се подрачје кои што се заштитени според директивата за хабитати и живеалишта во Европската унија. И сакам да ја споменеме директивата, но пак ќе се надоврзам некако на Вардар. Зад границата е заштитено подрачје, овде кај нас од гости Варпанава се што е отпадна вода завршува во Вардар. Ја споменавте директивата, колку актуелниот закон е усогласен за води, зборуваме усогласен со таа европска директива. Законот за води, актуелниот закон за води, многу малку е усогласен со Европската директива за води. Таа се вика рамковна директива за води и тоа е водечкиот документ или водечката легислација според која што европските земји, земјите од Европската унија, но и оние кои што се во пристапни преговори како нашата треба да го регулираат квалитетот на водите и состојбата на водите. Знаете, рамковната директива за води за да може на вистина да се транспонира во домашното законодавство, потребни се многу поголеми напори отколку само законот за води. Ние како Екосвест бевме дел од работната група кога се изработуваше нова верзија на законот за води, заедно со и поголем број на граѓански организации и експерти од областа и се обидовме во законот за води да форсираме да се транспонира што е можно поголем дел од рамковната директива, но рамковната директива за води бара еден поширок контекст, да речеме дека за управување со реките и речните сливови законски е потребно државите да имаат план за управување со речните сливови.
водите во Македонија, поголем дел од водите, повеќе од 90% припаѓаат на Егејскиот слив, односно тоа се сите оние реки кои што како притоки се влеваат во реката Вардар и потоа завршуваат во Егејското море. И можам да кажам дека нашата држава се уште нема план за управување со речниот слив на Вардар. Зошто е тоа битно? Затоа што планот за управување меѓу другото ги препознава реките, односно врши едно детално разгледување на реките и она што се викаме делинеација на водни тела. Значи секоја река е разделена на различни водни тела кои што имаат различен еколошки статус. Рамковната директива се однесува на управување со водните тела, така да и незиното транспонирање во Законот за води во услови каде што ние немаме дефинирани водни тела ја прави веќе од старт неприменлива. Води на река Брегалница, да не ја забравиме, река Брегалница е една од поголемите наши реки, посебно во долниот дел од течението се од 4-та категорија, главно поради испуштање на нетретирани канализацијски води во речното корито. Состојбата е повеќе од загрижувачки и алармантна, посебно кога имаме низок водостој. Пречистителни станици има, но само во Берово и Кочани. Има и во Карбенци, но не е во функција. Колешката Славица Величковска ја продолжува темата. Славица? Токму така, Ване, реката Брегалница како втора најдолга во државата буквално значи живот за целиот овој источен регион. Но многу често буквално ние самите си го уништуваме тој живот, бидејќи како што и самиот кажа, 4-ти степен загаденост е алармантна состојба која некако не остава многу простор за користење на реката, како што пред децении и децении било со импровизирани плажи, луѓето се капеле овде. Сега состојбата е далеку поинаква и многу често и самите земјоделци се загрижени, оние што ги наводнуваат површините од водите на Брегалница, каков квалитет ќе има храната, бидејќи водите од Брегалница многу често знаат да бидат загадени и со хемикали кои се испуштаат од страна на индустријата. Меѓутоа, познавачите на состојбите велат дека овие инцидентни еко хавари не се толку можеби опасни и штетни колку што е секојдневното загадување на Брегалница од комуналните отпадни води, буквално од сите општини поголеми и помали кои што се приклучени, односно кои што живеат буквално од Брегалница. Колекторски системи, односно пречистителни станици за отпадни води, како што и самиот каже, има Берово и Кочани и таму состојбата е навистина чувствително се разликува од пред и после инсталирањето на овие постројки, меѓутоа во Штип како подолен тек од реката Брегалница загадувањето го чувствуваме и тоа многу. Од многу одамна има идеја и во Штип да се изгради пречистителна станица за отпадни води и конечно еве информација дека сме на чекор од реализација на овој голем проект, што би значил многу најповеќе за живиот свет во река Брегалница, но и сите кои што екзистираме, односно живееме од низините води. Повеќе информации за тоа докаде е проектот за изградба на прочистителна станица за отпадни води ќе дознаеме од секретарот на општина Штип, Вишна Шорова Ангелова. Реков, сме на чекор, меѓутоа до тој чекор има да помине уште време за да се вклопат сите коцки кои што би значеле реален старт на изградба на овој капитален објект. Токму така, Славица, иако општина Штип интензивно во изминатите неколку години работи на реализација на проектот за изградба на пречистителна станица на територијата на општината. Што значи тоа? Во изминатиот период општина Штип не само што овозможи создавање на техничката документација за реализација на овој проект, меѓутоа и се заврши целокупната планска документација за овој проект да биде плански направен, што значи дека покрај основниот проект се направи планска документација, а во текот на минатата година и оваа година веќе завршуваме со целокупната експроприација на земјиштето и на недвижниот имот на сите оние кои што се засегнати од поминувањето на колекторската цевка и изградбата на самиот објект. Имено општина Штип во текот на изминатиот период изврши експроприација на 160 физички и правни лица, при што веќе е завршена и исплатата на
овие финансиски средства кои што се овозможени токму од буџетот на општината и сега продолжуваме со понатамошните чекори кои што не зависат од нас. Се работи за подготовка на тендерската документација која што веќе е изготвена од страна на Министерството за финансии и истата е доставена до делегација на Европска унија која што е сам финансиер на проектот. Самиот проект е финансиран од ИПА програмата и од овие причини делегација на Европска унија и го следи целокупниот процес. Во моментот веќе е во завршна фаза евалуацијата на надзорот за изведба на пречистителна станица. Неколку колеги од општината се вклучени во самата комисија за евалуација, а понатамошните чекори се објавување на тендерот за изведба на објектот и на колекторскиот систем и тоа е процес кој што се надеваме дека ќе заврши некаде до нова година и во 2026 ќе започне самата реализација на проектот. Откако ќе би се изградил овој колекторски систем и пречистителната станица, предпоставам дека тоа е првенствено за комуналните отпадни води од општина Штип, меѓутоа има ли начин да се вклучуваат и други помали населени места или општини, бидејќи еве се размислува на Кочанската пречистителна станица и општина Виница да се вклучи. Ќе го следи ли развојот на градот или пак нови потрошувачи, односно нови населени места и општини да се вклучуваат се со цел и во развојниот период натаму да правиме нешто за поголема заштита на Брегалница? Како што веќе споменав, ова е проект кој што е финансиран од ИПА програмата на Европската унија и е предвиден за општина Штип, што значи дека е предвиден само за територијата на нашата општина. Се разбира во системот ќе можат во наредниот период да се приклучуваат и нови населби кои што потенцијално би изникнале во нашата општина, меѓутоа сето тоа се ограничува само на територија на општина Штип, поради тоа што самата колекторска цевка поминува низ целата општина, тоа значи дека има можност за приклучок доколку општината се развива во некои делови од градот. Благодарам за одвоеното време, посакувам успех за реализација на овој капитален објект и сосема на крај да кажеме дека од поголемите општини, уште општина Велес ќе остане без пречистителна станица за отпадни води, секако овде се и оние на течението погоре на реката Брегалница, со надеж дека сите општини ќе смогнат сили некако да го решат овој проблем, се со цел Брегалница повторно да стане река во која уживаме сите, од која на крајот на криштата голем дел и се користи за снабдување со вода, а најповеќе и за залевање на земјоделските површини и производството на храна. Студио? Да, благодариме. Имавме извештај од Велес, ово беше извештајот за река Брегалница од колешката Величковска, ни се јави во живо од Штип. Георги, за да ги заштитуваме реките, мораме да имаме и инспекција која што тоа ќе го контролира директно на терен. 2 водостопански инспектори има целата држава. Како тогаш ќе го правиме ова на терен? И од друга страна, во која насока треба во моментов хитно да се промени политиката во однос на заштитата на водите? Да, 2 водостопански инспектори е премалку, дури и лаик во областа може да го заклучи тоа со оглед дека имаме голем број на притисоци врз реките и со оглед на бројот на реки и водотеци кои што ги имаме низ нашата територија. Уште по-проблематично е, освен недостатокот на вакви капацитети, да не зборуваме за технички капацитети и обуки и така натаму на инспекторите, за да можат да владеат со современите методи на работа. Исто така, проблем кој што често го забележуваме во минативе години е нејасност на ингеренциите. Знаете доколку ние често добиваме од граѓаните барања за посредување во некакви спорови или прашања кои што се однесуваат на загадување на реките. Типичен пример ќе кажам проблемите со малите хидроцентрали, кога ќе добиеме од граѓаните
дојава или известување дека има суво речно корито на некоја река на која што малата хидроцентрала ја искористува целото количество на вода, тогаш наеднаш доаѓаме во ситуација да се соочиме со нефункционалноста на системот. Пријавата во Државниот инспекторат за животна средина значи дека пријавата треба да стигне до инспектор за животна средина или до водостопански инспектор или така натаму, а во еден ваков случај ингеренциите се поделени. Во тој случај би требало да функционира малце подобро инспекцијскиот совет, кој што ќе вклучува инспектори од различни области и кој што би можел да излезе во пресрет на ваквите барања. Така да целата организација на инспекцијскиот совет, дефинирање на ингеренциите, зголемување на број на инспектори, зголемување на техничките можности на инспекторатите се од клучно значење. И исто да кажеме едно професионално работење во областа. Да. Затоа и така ќе го завршиме разговорот, бидејќи многу години, 35 години зборуваме за повеќе инспектори, за повеќе инспекции на терен и слично. Ако зборуваме и конкретно за животната средина, иако во многу сектори тоа не е потребно. Затоа го поставам прашањето колку чини заштитата на водите и дали во овој случај парите се поважни од општествениот ангажман на сите нас заедно. Бидејќи една викендица ако изградиме покрај река и одводот го ставиме во реката без никој да знае, и ние сме причинители за тоа што се случува. Не можеме да се изземаме како граѓани. Сите ние сме причинители и придонесуваме за состојбата таква каква што е. Реките се крвоток на природата. Тие не се само храна за биодиверзитетот и ендемските видови за кои што многу зборуваме и кои што ги штитиме во заштитените подрачја. Реките се крвоток, тоа значи без чисти реки, без здрави реки, без здрави речни екосистеми, загрозено е и нашето постоење како луѓе. Така да заштитата на реките е можеби или на водите генерално е можеби првиот приоритет во заштита на природата и тоа е нешто што нема цена. Така. Крвоток, убаво кажавте, се надевам дека ќе го пронајдеме лекот на време. Ако си ја загадиме сопствената крв, знаеме што следува. Ја загадуваме крвта на државата, нашиот крвоток, најверојатно ќе извлечеме поука за брзо, додека не е касно. Касно или не е касно? Еве да бидеме искрени. Никогаш не е касно да се зафатиме со решавање на проблемите. Благодариме. Остануваме на истата тема. Граѓанската иницијатива Збогум Буково во овој период реализира активности со цел граѓаните да ги едуцира малку повеќе за селекцијата на отпадот. Зошто? Заради тоа што велат така се намалува загадувањето, бидејќи години наназад токму депонијата го загадува и земјиштето и воздухот, но и реките кои што се дел од сливот на Охридското езеро. Пред нешто повеќе од еден месец, јавното претпријатие Охридски комуналец со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање на граѓаните на населбата Железничка им подели околу 600 канти со што започна проектот за селектирање на отпад во општина Охрид. Со цел да ја поддржат оваа активност, членови на иницијативата Збогум Буково инициира едукативни разговори со граѓаните за подигање на свеста за еколошките проблеми, за ризиците што ги носат отпадните материјали и потребата да се имплементира планот за управување со цврст отпад. Не само што укажуваме како да го селектираме, него објаснуваме и зошто е важно да се селектира тој отпад. Во моментов, бидејќи не постои систем за управување со отпад, најважниот момент, најважната поента зашто мораме да го селектираме отпадот е да не завршува на Буково. Пластиката која што нема да ја селектираме, која што нема да ја ставиме во жолтата канта, ќе заврши на Буково, каде што ќе биде запалена, веројатно, и ќе ни се врати како отровен чад. Мислам дека нема да биде така брзо да се она целта што сакаме да постигне, дека ќе треба повеќе време. Ќе треба по кампањи од самото предпријатие Охридски комуналец, не е доволно само од наша страна, ќе треба почесто да се прават тие посети на луѓево со кампањи, со едукации, со преку јавни медиуми, настапи, да се луѓево на ова навикнат.
Почетокот на селектирање на отпадот е дел од проект Планот за управување со отпадот во југозападниот и пелагонискиот регион, бидејќи се планира изградба на стандардна регионална депонија во Новосело, со што ќе се воспостави функционален систем. Сите општини, целата општина Охрид и сите други општини треба да бидат покриени со овие канти. Домаќинствата ќе добиваат одделни канти, а по зградите ќе се поставуваат контейнери. Ќе постојат и контейнери, веќе и на некои главни улици има контейнери, жолти и син, може би сте забележале. Многу е важно, најголемиот проблем овде е тие ќе дојдат заедно со планот, со кредитот кој што е добиен за спроведување на тој план, со грантовите кои што се земени, но најголемиот проблем е да ја подигнеме свеста за тоа селектирање да биде ефикасно и хигиенско едноставно. Охриѓани даваат поддршка на активностите за селектирање на отпадот. Меѓутоа имаат различни мислења на кој начин би се смениле навиките кај граѓаните. Некои мислат дека процесот треба да се одвива без казнување, додека други сметаат дека без казни тешко ќе може да се воспостави ред. Казните решаваат, сите проблеми ги решаваат. Само да бидат неселективни. А иначе само со казни, јас мислам дека тоа не е добро, дека сиромаштијата тие луѓето се веќе тешардисани од немаштија, уште казни да му бапниме, тоа е фактички убиство на народот. Сепак луѓето се поважни од све. Во Западот го има многу одамна. Ние не треба ништо да измислуваме, него треба само да го применуваме. Од иницијативата Збогум Буково посочуваат дека најдобри резултати можат да се постигнат со испреплетување на мотивацијата преку намалување на сметките за граѓаните кои правилно селектираат, меѓутоа и казните да бидат присутни, бидејќи мора да се почитува законот за селектирање на отпад. Сакавме да видиме каква е и состојбата со реката Драгора во Битола, но таа пресушува години наназад. Уште една болна точка кога станува збор за крвотокот во државата. Но други прашања на тема еко свест и еко состојба ги мачат битолчани. Кој се ја прашуваме колешката Ружица Ѓоршевска. Добро утро, Кристина, повтор пат. Да, еве од централното градско подрачје, па може би и по повеќе дневните врнежи од дожд, Драгор до некаде и ке ни се поднаполни. Инаку, еве, јас верувам дека колегата Дејан ќе ја покаже моменталната слика во овој дел од градот. Имаме многу работници кои што се излезени на терен, кои што работат на чистотата на градот. Се разбира од јавното предпријатие Комуналец во Битола, меѓутоа имаме и работници кои што работат на санација на дупките на улиците, а тие се дел од јавното предпријатие Нискоградба Битола. Инаку, Кристина, со оглед на тоа што нашата природа на работа налага пред 7 часот да сме позиционирани на линковско вклучување некаде од улиците низ градот, ми е предизвик да поразговарам со работниците од јавното предпријатие Комуналец и да ги прашам: добро утро, како оди работата? Тие велат, работата оди добро и чисто е некаде до 10 часот, додека не почнат дел граѓани, за жал, да го нередат сето она на кое што ние работиме од раните утрински часови или некаде од 4 часот пред изгрејсонце. Овде некаде јас предлагам да ја слушнеме анкетата од дел граѓани, а потоа да продолжам со коментирањето на оваа тема. Мислам дека сите фрламе ѓубре, не сме свесни за екологијата и дека треба да има можда повеќе канти за отпадоци по улиците. Преубаво. И пречисто, и сите хигиени ги има. Ние најпоќе гнасиме, не предонесуваме. Ние, луѓето се градот. Градот како град е улици и згради и куќи, тоа е така. Дали сметате дека предпријатието доволно чистат? Треба поќе. Не бе, супер е, чисто е. Комуналите колку да чиста, да речам. Фирмите ние уште поќе растураме. Што ќе му дојде до рака? Што место да го фрли во корпите, ќе го фрлат на улица. Јас живеам во центарот и многу убаво се чисти, редовно го креват ѓубрето, се е средено.
Да, еве можевме да слушнеме поделени мислења, секој од своја перспектива и од своја призма на видување си проценува. Според мене, еве некако новинар, туку како граѓанин на Битола, ме пречи она што шетачите на домашни миленици го оставаат изметот од утринското и дневно шетање на своите миленици секаде по јавните површини. Исто така ми пречи тоа што најголем број од младината ги оставаат отпадоците како пластични шишиња, лименки и слично, исто така на јавните површини. Исто така ми пречи, меѓутоа верувам и на другите им пречи тоа што наутро можеме да забележиме непотребна фотелја, дел од мебел и така натаму. И тука еве пред крајот на ова линковско вклучување јас би апелирала до сите оние кои што имаат да одложат градежен шут да се јават во јавното предпријатие Нискоградба Битола, каде што по договор вршат бесплатно одложување на шутот, онаму каде што треба, а исто така на сите оние кои што имаат непотребен мебел или кабаст отпад да се јават во јавното предпријатие Комуналец Битола, каде што на договорена дата доаѓаат, го подигнуваат кабастиот отпад и го одложуваат онаму каде што треба. Ајде сите да подадеме рака, да не создаваме диви депонии, туку сето она да биде онаму каде што треба, да ни се подигне свеста, совеста и да добиеме почиста животна средина. Кристина? Затоа говориме гласно и ги отвараме овие теми. Благодарам, Ружица, но можеме да заклучиме дека Битола дава побава екослика од Скопје. Да. И нека си биде ова пример за сите општини и во иднина. Време е за вестите во 9 часот.